Повеќето програмски јазици имаат некои основни работи кои се заеднички за сите и во ова видео ќе се обидам да ги изложам тие на наједноставен можен начин. Без разлика кој програмски јазик го користите, програмирањето во глобала се сведува на користење на логика која ќе работи со податоци. Правиме анализа, трансформирање или генерирање на податоци, во суштина секоја програма го прави тоа. Сега, за било која програма да биде корисна, мора да ни даде нешто на излез. Значи, да можеме на некој начин да го видиме резултатот од тоа што го сработило со податоците. За тоа да се изведе, најчесто програмите запишуваат податоци во датотеки, праќаат податоци на екранот кај што можеме да ги видиме во форма на текст, слики или како и да е. Исто така може да праќаат податоци преку интернет или до твојот звучник за генерирање на звук и така натаму. Сега, повеќето програми имаат и влезови преку кои се добиваат информации од корисникот што сака да направи. Пример за такви влезови се маусот, тастатурата, микрофони и слично. Секоја програма мора да има излез, но не секоја програма мора да има влез. Има и такви кај што во самата програма се генерираат податоци и доволно ни е само да ги видиме. Сега, податоците можат да бидат во најразличен тип, но некои од основните типови се бројки кои може да бидат цели или реални, стрингови кои се низи од текстуални знаци, бул променливи кои содржат вредност точно или неточно, и исто така можеме да имаме колекции, и колекцијата е исто така многу корисен податочен тип во кој имаме повеќе вредности од друг тип. Едноставен пример за колекција се низите, пример низа од цели броеви. Сега да преминеме на оние работи кои се заеднички за повеќето програмски јазици. Значи, секој програмски јазик си има вградено некое множество на операции кои се дозволени. Исто така има променливи во кои се чуваат вредности, овозможува гранење со помош на if и исто така овозможува повторување со помош на циклуси како for и while. Повеќето имаат и функции кои се операции кои корисникот, во овој случај програмерот, сам си ги дефинира со помош на веќе вградените, и повеќето програмски јазици имаат некој вид на влез и излез, ама за тоа ќе зборуваме понатаму. Ајде да кажеме нешто на кратко за операциите. Значи, операциите може да бидат од повеќе типови, може да бидат аритметички, логички, релацијски, или пак може да се некој вид на спојување или разделување на стрингови. Сега, аритметички се, например, собирање, одземање, множење, делење. Логички се некои кои користат бул променливи, кои чуваат точно или неточно, и имаме релацијски, кај што може да се прави проверка дали некоја вредност е поголема или помала од некоја друга и слично. Сега, повеќето операции примаат некои вредности на влез, обично се две, но тоа не е фиксно, и враќаат некој излез. Пример за такви операции веќе ви дадов, и ајде сега да преминеме на променливи. Променливите се само имена на локации во меморија кај што ќе зачуваме вредност, а вредноста ја доделуваме со помош на операторот за доделување на вредност еднакво, и во моментот кога доделуваме вредност се пребришува вредноста која претходно била на таа мемориска локација и се става новата. Променливите може да се именуваат на најразличен начин, а обично се гледа да имаат некое име што значи нешто, за да не се чудиш кога ја гледаш програмата, да ти биде јасно кога ја читаш што се случува. Може да се креира променлива, па после да и се додели вредност. Може да се креира променлива и во истиот момент да и се додаде вредност, а може и, например, да се креира нова променлива на која ќе се додаде вредноста од некоја претходно креирана променлива и така натаму. Многу основен концепт во програмирањето е играњето, кое го правиме со if-ови. Обично кодот се извршува инструкција по инструкција од почеток секвенцијално, значи една по друга. Сега,
има моменти кај што сакаме да извршиме некое делче код само ако одреден услов е исполнет и за таа цел се користат if-овите. Значи, секој if има услов и докога е исполнет тој услов, се извршува телото на if-от во кој имаме блок од команди кои сакаме да се изврши само доколку условот е точен. Она што е интересно со if-овите е дека може и да ги вгнездувате еден во друг и да креирате покомплексни услови. Друг исто така многу битен концепт е повторувањето, кое може да го правиме со for или со while циклуси. И овде повторно, како кај if-от, имаме услов, со таа разлика што телото на циклусот ќе се извршува се додека условот е точен. Значи ќе се повторуваат командите што се во тоа блокче и нормално треба да имаме делче во кодот кај што ќе ни се промени условот за да може да прекине циклусот. Исто така и циклусите може да се вгнездуваат еден во друг, може да вгнездуваш циклуси во if-ови и обратно и така натаму. Како што напоменав порано, имаме некои основни вградени команди во секој програмски јазик кои се ептен основни и доколку сакаме да можеме со нив да направиме покомплексни команди, значи со пишување на повеќе основни операции, ние правиме една покомплексна и за да можеме да го искористиме тоа делче од код насекаде низ нашата програма, му додаваме име и уствари функцијата е само име на делче од код од повеќе команди. Значи секоја функција си има име и си има тело со команди. Доколку сакаме да ја повикаме функцијата, го пишуваме нејзиното име и ќе се изврши телото на функцијата. Функциите враќаат вредности, но исто така може и да не вратат ништо. Повеќето функции имаат параметри во кои корисникот внесува вредности како аргументи, со чија помош ќе се изврши некоја пресметка во телото на функцијата. Така, со помош на функциите, на некој начин ти го надградуваш јазикот со нови команди кои ти сам си ги дефинирал и сега со помош на поедноставните функции ти можеш да правиш покомплексни функции и така цело време да надградуваш и програмата не е ништо друго, туку множество на такви функции. Сега, секоја програма си има една функција која е специјална и е наречена main и без разлика кај се наоѓа таа функција, дали на почеток или на крај, секогаш извршувањето на програмата започнува од таму. Она што е исто така интересно е дека секоја функција може да ја повика било која друга и обично кодот се содржи во функциите. Сега, што е исто така интересно е кога ќе ја повикаш функцијата, тие променливи што се како параметри во функцијата важат само во нејзиното тело и ако имаш променлива, например, крстена x во една функција, таа е сосема различна од променлива исто така крстена x во друга функција. Исто така и меѓу повици на истата функција се креира нова променлива x во која се ставаат вредности, а додека се извршува мејнот, доколку имаме повик на функција, се запира со извршување на инструкциите во мејнот и се продолжува со извршување на инструкциите во функцијата. Откако ќе се изврши кодот во телото на функцијата, повторно се враќаме во мејн и продолжуваме со извршување. И за крај сакам да напоменам за влез и излез, што почнав преска. Значи, повеќето програмски јазици не дозволуваат ти директно, пример, да праќаш податоци на екран или да примаш податоци од тастатура. Оперативниот систем е тоа што менаџира со хардверот, значи со сите излези и влезови, и исто така со останатите програми кои се извршуваат во даден момент. Сега, доколку нашата програма сака да запишува или да чита податоци, тоа мора да го направи преку оперативниот систем, значи не може директно, и за да го постигне тоа обично има некои системски повици кои се прават преку специјални функции. Во глобала ова е некој едноставен преглед на структурата на повеќето програмски јазици. Во иднина најверојатно ќе направам посебни видеа за секој од овие, исто така и туторијали во C++ и најверојатно во Python. Па ако ви се допаѓа видеото, ставете лайк, ако не дислайк, слободно коментирајте и се гледаме во наредно.